Океј, дечки, работи кои што се вредни, работи кои што се едноставно важни за нас. Гледайте, чисто како концепт. Снежана 1818, поздрав до Охрид. Маја Трајковска, поздрав. Ирина, поздрав. Некои нешта кои што знаете, кога ќе речат луѓето, што те исполнува? Знаете, многу е важно да имаме работи кои што не исполнуваат. Поради тоа што мислам дека работите кои што ни исполнуваат ни прават да се чувствуваме многу побаво како битија и ни го смируваат многу умот, односно не прават поздраво разумни. Зошто? Па поради тоа што работите што ни исполнуваат, тој самиот збор ни го кажува, тоа ни даваат простор. Работите кои што не ти исполнуваат, ти го земаат простор. Ти имате некои работи кои што мораме да ги завршиме и работи кои што мораме да ги направиме. Може би некој не го исполнува да се чисти собата, ама мора да се чисти собата. Има друг човек што, не знам, не го исполнува нешто кое што треба да го направи, апсолутно, се слагам. Затоа имаме и дисциплината кај многу од тие работи кои што треба да ги направиме, може би не ни се приоритет или може би не ги сакаме, ама треба да ги направиме, поради тоа што едноставно не носат до резултат, не носат до почит кон самиот себе, не носат до постигнување. Затоа што некогаш, можеби некој човек не му се оди во теретана, можеби некој човек не му се излага од Сабајле да вози точак, можеби не му се трча од Сабајле, ама го прави тоа. Што се случува после тоа е исполнет. Гледате, некогаш ако ја земеме и дисциплината и се чувствуваме исполнети со работи кои што не ни се прават, ама знаеме дека треба да ги завршиме. Поради тоа што сме ги завршиле тие работи, тогаш сме исполнети. Ако не ги завршиме работите кои што треба да ги завршиме, тогаш не сме исполнети, тогаш сме уствари демотивирани, поради тоа што лесно е човек да е мотивиран за работи кои што ги сака, поради тоа што човекот лета кон тие работи да ги направи кои што ги сака, но од друга страна, работите кои што не ги сакаме, ние мораме да почнеме да користиме дисциплина, за да дојдеме до некој тип на исполнување. Поради тоа што можеби имате тешка задача на работа и сакате и избегнувате 3 дена. Немојте да мислите дека тоа ви исполнува избегнувањето. Избегнувањето никого не исполнува. Зошто? Поради тоа што за човек да биде исполнет, он се исполнува од работи што ги сака или работи кои што ги завршил, кои што можеби не ги сака, ама знае дека треба да ги заврши. Како процес, дека треба да го комплетира нештото. Така, не ви се прави нешто, ама знаеш дека е добро за тебе, знаеш дека е добро за фамилијата, за групата, за кој да е, за општеството, за компанијата, го завршуваш, што се чувствуваш убаво. Затоа што си вметнал дисциплина, си дошол до постигнување, си горд на себе си задал задача дека ќе го направиш тоа, си го направил тоа, си веруваш на себе си задоволен од себе си, се почистуваш себе си, горд си на себе си, на некој начин се чувствуваш исполнет. Но гледайте, ајде да речеме друго размислував. Ја обожавам мојата работа. Така, мојата работа ја обожавам. Ми беше наметнато на некој начин од татко ми дека морав да продолжам да работам како доктор или така натаму, ако завршив медицински факултет, му кажав на татко ми дека ќе прекинам, односно нема да продолжам во таа струка, поради тоа што ми исполнуваше нешто повеќе ова што го работам сега. Сакам да им помагам на луѓето, сакам да разговарам за нивните проблеми, сакам да им дадам решение за нивните проблеми, сакам ја да се едуцирам за да знам како да го пренесам тоа знаење за на другите луѓе, да им помогнам да го подобрат нивниот живот, и на некој начин тоа ми исполнува. И од секогаш ми исполнувало таков тип на работа. И си викам, па гледайте колку сум среќен поради тоа што го работам баш тоа што го сакам, го работам тоа кое што ме исполнува, помагам. Гледате, како работа го имам помагање на други луѓе. Зар нема нешто поубаво тоа? Ти работиш, така, работа ти е, но исто така им помагаш на другите луѓе, ги правиш да се чувствуваат подобро, се чувствуваат посреќни, го менува животот на подобро. Си викам, па зар тоа не е најголемото исполнување на душата? Зар тоа не е најголемото задоволство? Гледате, поради тоа што ако некој човек го работи тоа што го сака и ужива во тоа што го сака, душата ќе му биде полна секогаш. Замислете при тоа да работи нешто што го сака и да работи со други исто така мотивирани луѓе кои што го работат тоа е слично или истото или па нешто сосема друго, можеби во некој друг оддел работи во некоја компанија, па некои други луѓе работат други работи, но сепак пак работат нешто што е заедничко за целата компанија. Замислете работите во таква компанија или работите сам па имате луѓе кои што ви помагаат,
во некоја цел која што е важна, која што е вредна, не само за вас, за општеството, зар нема животот да се чувствува убав? Зар нема да имаме ние добар став? Поради тоа што полноста на нашата душа ни го дава задоволството од тоа кое што ние го правиме, задоволството од нешто што го работиме. Затоа што, гледате, преди се, за да имаме исполнетост, мораме да имаме добар став. Ако имате човек кој што нема добар став, дури да го работи тоа што го сака, нема да има исполнетост, поради тоа што ставот негативен му ја зима исполнетоста. Исполнетост, која ќе кажеме, што тоа значи? Дека мислиме на плюсовите, не мислиме на минусовите. Океј, чашава е полупразна или полуполна, нели? И сега, ако некој човек ја гледа полноста на чашата, гледате, он е благодарен и е среќен дека го направил тоа нешто. Ама замислете, сигурен сум дека овој период ќе има некои луѓе кои што ќе го направат следно. Не ова се ја што ќе го направам. Не ова се што ќе го кажам. Може би многу од вас сте на одмор веќе некаде, може би ме следите од некое летовалиште и убаво се поминувате, ама гарант ќе има некој што ќе поминува во Грција, биле 7 дена на одмор, или кај да биле на Јадранско море, во Турција, кај да сте. Ама сега си имам примеров со Грција, поради тоа што обично знае, и не само од Грција, него и на други околни места, на граница летно време да е чекање. Затоа што нормално сите сака да се вратат. Сега чекале 2-3 сати на граница. И сега ќе се дојдат дома. Како поминавте у Грција? Бе, добро беше, ама се зна, чекавме на граница. Од 7 дена, каде што имало уживање у море, јадење убава храна, од самајле кафенце покрај бранови и убави звуци на море. И сега, кога ќе дојде дома, како поминавте? Добро, ама на граница 2 сата чекаме. Од целата таа убавина, човеков решил да ги истакне 2 сата што чекал на граница. И сега, како да он сам си ја негира полноста на одморот? Гледате, си изнагирал одма. Зашто? Па поради тоа што сега 2 сата чекање му оставиле таков огромен впечаток во неговиот ум, да сето тоа го фактички става у втор план главното уживање заради кое што тој отишол на одмор. Затоа што гледате луѓето што се малку песимистични, они што прават? Они го занемаруваат полноста, ја занемаруваат убавината на животот. И што се случува занемарувајќи таа убавина на животот, он се фокусира фактички на негативните аспекти, на негативните делови кои што си имаат случајно. И што прави со тоа што се фиксира на негативните делови? Почна да го занемарува тоа што е позитивно. И се како човекот да има тогаш полноста ако има негативен став? Тоа ми е поентата. Човекот не може да има полност ако има негативен став. Ете, поради тоа што ставот е тој кој што прави дали ќе имаме полност или ќе имаме празност. Затоа што ставот на човекот му ја зима емоцијата и ставот на човекот му ја дава емоцијата. Зашто нашето уживање преди се доаѓа од став. Може да отидете некаде и да видите луѓе кои што се сиромашни, кои што уживаат во животот. И може да видите луѓе кои што се многу богати и кои што не уживаат во животот. Ама, гледате, тој што има многу, а не ужива у работата, не ужива у животот, не знае како да го гледа у бавото, у фамилијата, кај децата, кај пријателите. Тој човек за џабе има, поради тоа што го нема главното што треба да го има. А што е тоа што треба да го има? Треба да го има добриот став кон околината. Треба да го има добриот став кон животот. Добриот став кон постоењето. Добриот став кон работата. Добриот став кон сопругата. Сопругата добар став кон мажот. Затоа што како може жена ако има лош став за мажот, како може да ја исполни комуникацијата со мажот? Никако. Ако мажот има лош став кон жената, како може да го исполнува комуникацијата со жената? Никако. Ако некој татко и мајка имаат лош став за деца, како може детето да ги направи горд? Никој да не ме прави горд, никош да ме направи горд. Еднаш да ме направиш горд. И се детето се чувства неубаво. Муабетов ми е ставот ако го смениме кон околината, ако го смениме ставот кон луѓето, ако ја смениме ставот кон 45 степени, никош не ни се погаѓа. Ако почне да врне, зашто врне? Ако има поплава, поплава. Усред лето град паѓа. Шо се деси? 45 степени.
Ама кога е 2 степени, зашто кај е летото? Сите го бараме летото кога е зима. Кога е топло, бараме зима. Никако да ни се погоди. Ама, оствари, секако може да ни е погодено. Само не треба да се жалиме. Ама имате луѓе што се жалачи. Тие што се жалачи, немаат исполнетост. Зашто? Зашто жалењето ја негира целата позитивност во нивниот живот. Затоа што даваат акцент на негативното. Ја не викам дека не треба да се коригира негативното, ама и негативното ти може да го коригираш со позитивен став. Лете, и негативното можеш да го коригираш со позитивен став. Зашто да не се обидеме негативното да го коригираме со позитивен став? А не, не се он збори 100 сати, 100 муабети за некоја работа минорна ќе ја направи од мравка слон ќе направи и се целиот акцент е на тоа што е негативно. Ама ако човекот го стави целиот свој акцент на тоа што е негативно, тогаш како може да има исполнетост со работите околу него? Сега, зашто честопати зборувам за тој реактивен ум, опишан во книгата Дианетика, Дија значи низ нетика, потекнал збор nous, што значи ум или душа, буквално преведено значи низ умот, низ душата од филозофот Хабард. При тоа што тој реактивен ум, гледате, сега има насобрано негативизми во него. Гледате, човекот кој ќе насобере негативни случки во неговиот живот, загуби, порази, разочарување, во неговиот ум остануваат травматски искуства. И колку повеќе ги има, човекот почнува пониско да паѓа со емоцијата. И колку пониско човекот паѓа со емоцијата, она што се случува, он почнува да ги гледа по негативните работи. Зашто? Зашто емоцијата му е ниска и таа ниска емоција прави да му е реално негативното. Ама ако човекот има позитивна емоција, у таа книга фактички има техника како да се врати таа негативна емоција да се преобрази у позитивна емоција, тоа е поентата. Зашто кога ќе се преобрази таа негативна емоција у позитивна емоција, она што се случува, човекот почнува да ги гледа природно позитивните работи. Ме разбирате, позитивните работи ги гледа. Затоа што едноставно има полна енергија во себе. Другчије гледа на нештата кои што му се случиле, другчије гледа на ударите кои што му ги дале околината или што и да му се случило, стрели го удирале, ама он се земал да ги дозабодува стрелите во себе, ништо не прави и нигде не иде. Ама ако он ги земе стрелите и почне да ги вади, и едноставно почне да ги трга надвор од себе, onda што се случува, почнува да станува непробоен за негативизмите. Зашто? Па поради тоа што едноставно сваќа дека е до неговиот став дал стрелата боли многу или дал стрелата боли малку. Зашто имате луѓе што ќе ги допре стрела, 3 дена ќе кукаат. Имаш некој ќе го заводе стрела ќе рече, продолжи понатаму. Зашто? До ставот. Затоа што ставот е највредното нешто што постои. Моje мислење. Зашто? Да, највредното нешто може да речете се децата, да. Највредното нешто може да речеш е работата што го сакаш, да. Највредното нешто може да е супружникот, да. Све е тоа највредното. Ама ако ти немаш добар став, ти е символично вредно, символично, што сакам да кажам символично, он ќе каже највредното се децава, ама ги малтретира. Највредната е жената, ама ја малтретира. Женава највредно. Може ми каков е добар, ама избори само на гостите кои ќе дојдат на слава и на нив не им збори. Позитивно за него, ама кога ќе си отидат, душичката ќе му извади. Зашто? Поради тоа што само символично го кажуваме многу често нештото. Символично само го кажувам, ова е добар, ова, а уствари позади сцената, многу често човекот го саботира прво сопствениот живот преку неговиот став. Зашто што е себе саботирање? Ништо поише од колку негативен став. Зашто ти ако имаш негативен став, прво себе се саботираш. Ако имаш негативен став за околината, па себе се саботираш. Зашто? Па ако има човек негативен став за околината, ставот му крира емоција. Гледате, ставот крира емоција. Мислата крира емоција, така? Сега, ако човекот е со таа идеја дека има негативни работи околу него, животот нема да му биде најсе. Ама ако има позитивен став за околината, сега некој ќе рече, жаре, како ја да имам позитивен став за тој која так. Да, окей. Моje прашање е, дал тој негативен став е само за тоа,
Или е све поврзано со тоа, или со него, или со таа особа. Имате некој човек има негативен став за некоја особа. И све поврзано со таа особа. Чекај малку. Зашто да ставаме све у ист кош? Не може све да идентификуваме со нешто што е негативно. На некој човек ќе му се случи негативно искуство во школа, он се целото школа го поистоветува со негативно искуство. На некој маж жената ќе му, не знам, ќе го превари со некој, не дај Боже, се он за сите жени има негативен став. Се ставот кон сите жени ли ќе се менува? А зашто да го смени? Зашто од едно искуство, ма луѓето гледат, он ќе рече врз база на едно искуство, он извлекува заклучок кој што генерализира све и животот почна да му оди на долна линија. Затоа мислам дека најголемото богатство или навредното нешто, ова се зборам за мене, е ставот кој што го гаиме кон околината. Ставот кој што го гаиме во околината. Ке отиде некој човек на кај Грција, сака да иде, му се дупнала гума пред Неготино, отишол во Неготино. Некој човек имате, кај да му Неготино, што ќе правиме 40 степени, бла бла бла. Друг рече, у Неготино, Неготинчани, најбољи луѓе се, супер се. Ке си застанам тука, ке си къснам у таа и таа пицерија, ке си идам таму и таму, супер. Одлично. Нема проблем што има дупната гума. Ама другиот што има дупната гума. Прво проблемот е дека има дупната гума. Второ се вика зашто се у Неготино ми се дупна гума, зашто Соло не ми се дупна гума, затоа што требаше да си пијам кафе. А би у Неготино истото кафе. Само каков е ставот кон околината. И дал со тој став што е позитивен и оптимистичен, ние можеме да делуваме на подобрување на околината. Ако имаш негативен став, целата околина ја тонеш. Сам се тонеш прво, а второ целата друга околина ја тонеш околу тебе. Значи, со позитивен став и себе се креваш и околината ја креваш. Со негативен став се спушташ себе се и ја спушташ околината. И има само минуси. Нема полности, има само минуси. Затоа што гледате и благодарноста за околината, што е ако не е став? Кој ќе рече овој не е благодарен, тоа е став. Ако имаш некој човек кој што ќе рече овој е благодарен, и тоа е став. Ме разбирате, благодарноста е исто така став. Океј. Сега, имате луѓе кои што, ова сум го зборал, и ова е објаснато во оваа книга Дианетика, каде што збори дека фактички некои ментални шаблони знаат да се пренесат од некој човек на некој друг човек. Гледате колку интересно. Прочитав нешто многу убаво, знаете дека исто има од истото филозоф Хабер технологија за учење, каде што една од главните работи е да не се поминат зборови кои што не ти се јасни, него да ги видиш во речник, има начин како да правиш реченици со тие зборови за да ти остане умот во зборот разбран во твојот ум. Но исто така наведува дека треба да видиме од каде потекнува зборот, кој што не ни јасен, за да имаме јаснотија на зборот. И гледайте, нешто читав, односно учев, односно работев за зборот шаблони. Шаблон, знаете шаблони, некои работи што се повторуваат. Знаеш дека зборот шаблон на англиски е pattern е нешто што е патерн. И го кажуваме и ние како странцизам, шаблон, патерн. Знаете дека тој збор потекнува од зборот патер, татко, патрон е заштитник. Патрон, патер. И објаснува, поради тоа што вика таткото треба, на латински, и вика таткото го дава шаблонот според кој што се однесуваат децата понатаму. Сега таткото, ама и мајката, дава шаблон на однесување на незините деца. Сега имате многу наследени шаблони од луѓе кои што не знаат да уживаат. Мајки, родители, све е проблем, од ништо проблем, од се проблем. Ме разбирате? Имате некои кои што не може да ја раат, зашто цело време е загрижен, но тој е шаблон, сега детево го гледа тој шаблон. Керкава го гледала тој шаблон од мајката. Сега керката го наследила тој шаблон. Керката го добива тој негативен став. И она што се случува, не може да ужива работите. Не може да ужива денот, не може да ужива одморот. А мора за нешто да се нервира и која е на одмор. И на плажа не е рад. Зашто? Умот така и вика. Тоест, мајки или таткото. Ја сум го зборев, прекрасни родители имав и татко и мајка ми, како и сите ми дадоа многу позитивни шаблони, но собрав и по некои негативни шаблони. Гледайте, поентата шо ми. Многу често стравовите, загриженостите не се наши,
тие доаѓаат од некој од блиската фамилија. Некој што сме го гледале, некои патерни, некои шаблони кои што сме ги гледале во нашето обкружување. Колку од вашите стравови и грижи уствари ќе сватите дека не се ваши? Чии се? Може би се на мама. Ама нека остана таму. Да, ама сега ти се споил толку многу со тој шаблон да мислиш дека си ти, а уствари не си тоа ти. Ти си сега мама или ти си сега тато. Ја има некој грубоста на татко му. Некој ги има стравовите на мајка му. Некој го има, не знам, тој концепт на немој да си раат. Сега, поентата што ми е? Следно, стравот те одвојува од животот. Зашто и стравот е многу често наследен шаблон. Гледаш се обидуваш да спречиш, пази, внимавај, пази. Така. Сега, стравот те одвојува од животот. Гледаш, стравот те прави да не си дел од животот. Зашто стравот те повлекува, а животот е таму. Видите, стравот те повлекува од животот, уствари. Храброста те враќа во животот. Стравот те повлекува од животот. Храброста те враќа во животот. Храбриот човек живее. Кукавицата не живее. Храбриот човек живее. Зашто? Поради тоа што храбриот човек вика јас сум над животот. Моите мисли се над животот, моите идеи се над животот, моите одлуки се над животот. Тоа го прави храбриот човек. Човекот кој што е исплашен од се и се што, може би му се наследени стравовите, пак ќе кажам. Влезене во идентитет на некој друг. Ето, тој човек не живее. Тој човек живее во стравовите на неговиот ум. Он не живее, он не го напаѓа животот со неговите мисли. Он се брани од животот и многу често се нереални филмови и сценарија кои што тој реактивен негативен ум го дава на некој човек поради минати искуства, трауми, наследени идентитети, начини на размислување од тато, мама и така натаму. Сега човеков тој реактивен ум пушта филмови, човекот живее во тие нереални филмови кои што он мисли дека се реални, поради тоа што им дава значење, поради тоа што заборавил на неговите мисли, затоа што стравот како молци ги јадат убавите ткенини, ги јадат убавите мисли. Стравот ги јаде убавите мисли со кои што вие треба да го доминирате животот. Зашто стравот ти е непријател, неразумниот страв, ајде да речем. Тој ти е непријател поради тоа што те спречува да си творец, те спречува да си креатор и те спречува да си храбар. Зашто таа храброст, тоа творештво, таа креација си ти. И тоа е тоа чувство на ја го контролирам тој живот. Не животот те контролира тебе, него ти го контролира животот. Како? Преку храброст, преку одлуки и преку реализација. И кога ти го контролира животот, ти си исполнет. Ако ти не го контролира животот, не може да си исполнет, поради тоа што си исполнет со страв. А уште еднаш, човек што го контролира животот е исполнет. Ама човек кој што страв е испразнет. Зошто? Зашто стравот те празни. Храброста те полни. Со што? Со живот преди се. Зашто нас ни треба живот, луѓе. Нас ни треба живот. Што е тоа што ќе ти даде живот? Она што ќе ти даде живот е храброста. Стравот ќе ти го земе животот, затоа што ќе ти ја земе доминацијата врз животот, тоест ќе ти ги земе прво своите идеи. Затоа што стравот те тера да мислиш на неговите идеи и ти почнеш да забораваш на своите идеи. И кога ќе имаш човек кој што заборавил на неговите идеи, тогаш единственото што мисли на страв. Некојаш ќе дојат со некои луѓе ќе работам и ќе ги прашам која е нивната цел. Дека сакаат, например, анксиозноста да ја смалат или стравот или што да ја речам, гледате, тоа не е добра цел. Зашто? Поради тоа што обично консултациите со мене се еднаш у неделата. Викам, добро, или еднаш на 10 дена. Што ќе правиш од нареднава недела или 10 дена? Ќе мислат на стравот, на анксиозноста. Викам, па тоа добар ли живот е? Гледате, да се справите со стравот и анксиозноста мора да е второстепена цел. Првостепена е да го живее животот. Зашто ако имаш таа за првостепена цел, нема ли да имаш анксиозност и страв. Ама луѓето што прават? Првостепена цел им е да се справат со анксиозност и стравот, со други зборови го напуштаат животот.
Не може да ти биде првостепена цел да немаш страф и анксиозност. Затоа што ако тоа ти е првостепена цел, животот ти станува второстепена цел. За тебе да ти ја снема стравот и анксиозноста, мора да ти биде првостепена цел да му се вратиш на животот, а се враќаш на животот со храброста и со своите идеи. Ајде да се вратам повторно на потеклото на зборовите. Од каде потекнува зборот анксиозност? Сум го кажала, потекнува од латински ангере, што значи да гушиш некого. Ангере доаѓа од збор ангст, ангст на германски е страф. Но ангст на индоевропејски, тоа е стар јазик, од кој што се развили индиските и европските јазици, вклучувајќи и латинскиот. Значи, индоевропејски, ангст значи мал ограничен простор. Мал ограничен простор. Замислете се човекот дојде кај мене на консултација, се отиде дома, или едноставно некој човек има мал простор. Ако човекот има мал простор, он ќе има страф. Затоа што не го има просторот на животот. Зашто стравот те отрнува од животот. Сега, ако ти решиш да отидеш цело време да си дома, или цело време, ја не викам дека човекот не треба да штеди, сум зборал за ова, дека човекот треба да се пушти ногата, односно чекорот, колку што ме долга чергата, изборев за тоа. Не треба да живееме лажен животен стил, каде што се преправаме дека имаме поише од колку што имаме, сум го зборал ова. Друго сакам да кажам. Имате некои луѓе кои што цело време се научени да штедат. Ама за да живееш живот, не можеш цело време да штедиш. Мора да се малку и галант, иако треба и штедење да има, апсолутно се слагам. И не треба да има глупо трошење. Ама некогаш, за да се наполни душичката, треба да се отидеш малку на театар. Ама не, ја ке штедам. За театар ке штедиш? На предавање, не, ке штедам. На кино, не, ке штедам. Кино, не, ке штедам. И за цело време он живе у страв да штеди, он да нема, ама да имаат децата. Ама он не сваќа дека они менталитетот го предал. И сега, неговите деца, кога ќе пораснат, истото ќе оправат. Деца, нека нема за нас, нека има за вас. Абе, кој сака да нема за родителите? Ниедно дете не ќе да нема за родителите. Што мораме со тој став? Моето заврши 6 години. Моето заврши, деца, вашето продолжи. Па до 6 години ли ќе живееш? Па кај се целите за еднината? Имаш еден пример, имал некој човек 18 години се пријавил на некој проект што траял 15 години, тој до 95 планира да живее. Затоа што го контролира он животот. Луѓе, ние или го контролираме животот, или животот не контролира нас. Ако ние го контролираме животот, а го контролираме преку нашите идеи, проблем е кога ќе снемате идеи. Зашто кога ќе снемате идеи и кога ќе снемате храброста да ја реализирате идеите, се губи и ставот. И почнуваме да браниме, почнуваме да заштитуваме. Така, секако е потребна предпазливост, ама преголема предпазливост, едносно страв. Зашто што се обидуваш да заштитиш? Не заштитувај цело време. Напаѓај го животот со креативни, позитивни, конструктивни идеи. Тоа мислам по напад. Има идеја и реализира. И кога имаш идеи ќе реализираш, ќе го контролираш живот. Иначе, или што зборевме, анксиозност потекнува од ангере, ангст, ангере доаѓа од зборот ангст, на латински ангере е да гушиш некого, ангере доаѓа од зборот ангст, ангст на германски е страв, ама ангст на индоевропејски значи мал простор. Мал простор. Се ако ти некој е критикуван цело време, што му правите на неговиот простор кога го критикувате некој? Му смалуваш просторот. Искритикуван човек е у страв. Тој не сме да посегне, за да не сгреши. Не може да посегне. Нема простор. Како да дојде до простор ако не посегне? Ама со што посегнуваме, луѓе? Со идеи. Со некој што е искритикуван, тој нема идеи. Кој има идеи? Он го следи тој што го критикува. Го следи неговите идеи. Затоа што ако е сгрешат, па не е он одговорен. Тој што имал идеи, тој е одговорниот. Луѓе, одговорноста ваша да имате идеи. Луѓе што немаат идеи, не се одговорни. Луѓе што немаат идеи критикуваат. Мрчатори се. Луѓе што имаат своји идеи, креативни, конструктивни збор, и ги реализира. Тој нема време за мрчење, за негативни муабети, за седење у друштва кои што цело време само нешто негативно зборат. Нема време. Зашто? Затоа што има своји идеи, затоа што забавата му доаѓа од неговиот живот. А овие други што немаат идеи, нивната забава доаѓа од други луѓе. Гледаат други луѓе, коментираат други луѓе, се интересираат за животот на другите луѓе. Така да мораме да сме храбри и да се одважиме да го живееме животот.
Не да помине животот, луѓе. Тука е прекрасене, зграпчете го. Како го зграпчуваш животот? Со идеи, креативни идеи, храброст, креација, реализација, акција. Ако сакате да работиме, значи ве канам да ми се јавите и да соработуваме и да имаме убави консултации. Може да бидат онлайн и може да бидат во живо. Сакам да најавам многу важно предавање во понеделник со специјална гостинка Илина Арсова. Ќе збориме за мотивација и ќе збориме за дисциплина. Преубаво предавање во живо ќе биде во хотел Карпуш. Можете да се пријавите онлайн за тие кои што не сте у Македонија. За прв пат ќе направиме нешто вакво, или кои што не сте од Скопје, ќе можете да си го купите линкот за предавањето во живот. Ќе имаме линк со кој што ќе се емитува предавањето кој што ќе оди во живо. Предавањето е 500 денара, линкот ќе е 500 денара, но тие што можете да дојдете во Скопје, секако дојдете тука, поради тоа што во живо енергија не е исто како преку телефон, но тие кои што не сте од Македонија, или не сте во Скопје, или не можете да дојдете, а ја би дошол, од кај да сте од Македонија, ќе може да си го купите линкот кој што ќе биде споделен на мојата Инстаграм и Фейсбук страна. Но како и да е, нареден понеделник во хотел Карпуш 19 часот, заедно со Илина Арсова, чест ми е дека ќе биде моја гостинка, и мислам дека во среда и заедно со неја ќе имаме и кратко лајвче и обраќање од нејзина страна, за да ве поканиме, така да нареден понеделник ве чекаме на предавање во живо, а во среда се гледаме повторно онлайн. Поздрав! Чао!